се продолжува ова у интересни четвртфинали ќе имаме 100%. На 28 јануари и 29 јануари се игра. 28 јануари од група 2 вториот со од група 2 првиот со вториот од група 4. Значи група 2 првиот Франција, Словенија. Словенија идат полуфинале. Не, што зборам, леле. Франција ми се видат података. Франција идат полуфинале, дефинитивно. Франција е првиот. Франција е првиот полуфиналист и ќе игра против појма немам против кој. Ама еве вака ќе направиме. Ова е едното полуфинале. И тука е. Ќе пишеме финале. После тоа вика првиот од група 4 со вториот од група 2. Германија, Хрватска. Па сега ова не е европско, овдека не е европско во фудбал, исто така и не е европско во ракомет. Тука Хрватска ќе игра дома. Само би сакал да видам кај ќе се игра второто четвртфинале, ќе се игра у Загреб. Чим ќе се игра у Загреб, тука на домашна публика им даваме шанса на хрватите да одат против Франција. Така да, Франција, Хрватска е првото полуфинале. Второто полуфинале ќе биде вака сега. Вториот од група 1. Чекај, како вториот од група 1? Првиот од група 4 со вториот од група 2. А вториот од група 2 Унгарија. Грешка, моја грешка, извинете. Моја грешка, значи Хрватска против Унгарија ќе иде, како и да е Хрватска иде понатака. Не менја ова ништо. Не менја ова ништо. Хрватска против Унгарија. 100% Хрватска, така да на домашен терен, мислам, тоа више го образложивме. Сега е Германија во прашање. Вториот од група 1 против првиот од група 3. Група 3 првиот Шведска, Германија, па Шведска ќе иде сега. Третиот полуфиналист е Шведска. Шведска е третиот полуфиналист. Вака малце потесно напишано, ама ќе биде вајда разбирливо. И последниот полуфиналист е вториот од група 3 со првиот од група 1, значи Данска, поточно Шпанија, Данска. Мислам да го знаете кој иде понатака. Тука имаме скандинавско дерби. Данска. Имаме предобри полуфиналиња.